Ајде, поведите. Не, кажувам дека доколку Амди или Самка се таму само како гласачка машинерија, која што немаат глас, која што се телевизор без глас, во таква влада не би требало да постојат. Нека се тргнат од владата, тогаш владата нема да има мнозинство за да гласа со 61 пратеник за да донесе некаков закон. Ако гласот на Амди и гласот на Самка не се таму, немаше да се донесе еден куп закони. Зошто тогаш не може да влијаат на такви да им речат, луѓе, ако сега овие стотина роми им треба една зграда само да се изгради, затоа што и тие се луѓе кои што, да, можеби сега они не знаат да живеат во станови, но со тек на време ќе се навикнат да го користат лифтот, како се уклучува да се качи нагоре и да се спушти надоле. Ќе знаат да утре своето дете да го однесат во училиште. Затоа тие политичари функционираат не за лична корист. Тие се представници на ромите, не само на представници на Алјуш, туку се представници и мој, како што рече, сум избркан од работа заради политичката ситуација. Зошто да бидеш избркан заради политичката ситуација, ако ти си квалитетен кадар, кој што треба да работиш на тоа место, не затоа што ти си таму заради политичката партија. И сега на твое место ќе дојде некој друг заради неговата политичка партија со нула квалитет. И какво образование тоа што утре нашите деца ќе имаме? Затоа велам дека најголемиот проблем го носат политичарите. Невладините организации се тука кои што може да помогнат. Да, некои го злоупотребуваат тоа, но невладините организации не може да влијаат во одлуките. Не може да донесат одлука и да гласат во собрание. Затоа се создаде во собрание работна група за правата на ромите. Токму тие луѓе кои што денеска ние ги викнавме да кажат зошто се создадена таа група, нив ги нема. Денеска не се тука они да ги слушнат нашите проблеми, да кажат како ние да им помогнеме како невладин сектор да они успеат да се изборат за правата на ромите. Да, јас се согласувам дека дел од невладините организации се збогатија, направиле куки, вили. Но дај да кажеме до тука било, да не се враќаме во минатото. Ајде да гледаме во иднината. Да видиме што да направиме утре. Сега ние може да збориме 27 години како овие луѓе не преживеале, како живееле во кампови, во кола, во напуштени згради, како се станува бездомник, икс причини, како може би нивниот номадски живот сака да живеат така. Да, се согласувам со тоа, но дај да видиме сега, од денес, натаму како ќе направиме. Денес тие политичари кои што влијаат и се создадени таа работна група, има Министерство за без ресор кој што ги застапува правата на ромите, токму тие ги нема денеска да не слушнат и да им кажат, ние сме таму, ама не можеме, до тука сме. Дајте помогнете ни, кажете ни како да ви помогнеме. Да не се криеме зад изјавите на кога организирано интервју, организирани прашања да ни одговорат. Еве, денеска е тука представникот на бездомните лица. Тука е човек кој што е активист, новинар. Тука е активист. Дајте кажете тука да ги отвориме проблемите, а не сега кажувам едно, кога ќе излезам од ова дебата ќе кажам друго. Затоа беше потребно да ги собереме сите невладини политичари и луѓе за кои што ние работиме, да ги направиме проблеми, да ги решиме проблемите, но за жал еве гледаш кој е составот. Не дојдоа тие кои што може да одлучат со нивниот подпис да се изгради утре некој стан. Јас како невладина организација, дали доколку се подпишам во некој документ, може утре да се изгради стан? Социјална зграда? Не може. Но може ако подпише Министерката за труд и социјала, ако подпише Министерот за без ресор, ако подпише пратеникот, тогаш може да се изгради таа социјална зграда. А невладиниот сектор е тука само да помогне и да им ги собере како информации луѓето, затоа што ние сме тие кои што сме на терен, немаме блиндирани мерцедеси со затемна